Директно со Прва Скопска. Црвен крст на Македонија оваа година одбележа 80 години од своето постоење. Функционираме преку 33 општински организации кои што функционираат на територија на целата земја. Броиме некаде околу 5000 волонтери кои што се секојдневно активни на терен и некаде околу 20.000 членови кои што дават поддршка за реализација на нашите активности. Во градот Скопје имаме 6 канцеларии, од кои што 5 се локални канцеларии и Црвен крст на град Скопје, која што има координативна улога каде што всушност и сега се наоѓаме. Црвен крст во акција промоција на хумани вредности или скратено ПХВ е програма која што веќе 30 години функционира во нашата земја. Тоа е програма која што е наменета за млади луѓе на возраст од 13 до 17 години и е всушност алатка за регрутирање и задржување на волонтерите во редовите на нашата организација. На еден начин, всушност е поврзана теорија со практично знаење, бидејќи на младите после здобивање на обуката имат можност да изработуваат мали проекти за доброт на заедницата. Како што кажав, веќе 30 години функционира програмата, а секоја година 1200 млади, нови потенцијални волонтери се вклучуваат, кои што изработуваат некаде околу 150 мали проекти, преку кои што им помагаат некаде околу 3000 луѓе во целата наша држава. Тие за цело време прават сами истражување, прават проценки, какви се потребите на граѓаните за намалување на ранливоста, но од друга страна и промовираат култура на диалог и различита култура, бидејќи оваа програма ги споја младите кои што доаѓаат од различни етнички групи и припадности. Клубот на млади е една форма која што функционира во сите 33 општински организации каде што всушност и функционира Црвениот крст. И по завршување конкретно на ПХВ програмата, тие млади луѓе веќе стануваат активни волонтери своите општински организации. Таму ги пречекува една сериозна структура која што подразбира председател, координатор, кои што имаат неделни, месечни, годишни програми како тие функционираат. Дел од тие активности дават поддршка за реализација на традиционалниот календар на Црвениот крст, но некогаш и младите имаат можности да иницираат сами, да речем, проекти кои што значи нивно зајакнување и излегување од една комфорна зона во која што често пати се наоѓаат. Во текот на летниот период секако дека постојат голем број на летни кампови кои што се случуваат во нивните градови, но често пати тие се и вкрстени, се вмрежуваат, да речем, младите од различити градови, каде што имаме размена на искуства, каде што имаме поттикнување, мотивација и така натака. Имаме и национални летни кампови кај што доаѓаат младите кои што исто така имаат различни интересни теми за зајакнување на нивните капацитети. Младите понатака се вклучуваат и во некои посериозни форми на действување, но често пати се дели од активностите како што е работа за деца со посебни потреби, летни кампови за срцево-садови заболувања и многу други активности. Итно Копче е една многу интересна програма која што Црвениот крст на Македонија и Црвен крст на град Скопје започна пред неколку години. Целта на програмата е олеснување на животот на лицата кои што се во трето доба, а на жалост кои што се сами од различити причини, дали едноставно семејството е заминато, не е тука или пак да речам живеат сами. Така да со добивање на таа една алка која што старото лице носи за цело време, доколку не се чувствува добро во одредена ситуација, со стискање на алката фактички се алармира алармот во рамките на Црвен крст на град Скопје и екипата веднаш која што се парамедици и лекари пристигнува на лице место да може да ја провери неговата фактичка состојба. Некаде околу 160 корисници се дел од оваа програмата, но заради добрите резултатите, бенефитите, секако дека се размислува и на нејзиното проширување, но и на проширување во некои други општински организации, да речем на Црвен крст, како што е Битола. Сервисот функционира 24 часа, што значи дека имаме екипи кои што цело време следат и прават мониторинг на состојбата на овие стари лица.
И кога ќе се притисне копчето, на нив им треба буквално кажано неколку минути да стигнат на самата локација. Често пати се случува лицето да падне, да биде најдено, да речам, у состојба, да лежи, да не може да се крене сам и екипата најчесто тука, да речам, дава поддршка, но често пати се случува и висок притисок, често пати се случува понатака транспорт до болница и, да речам, некои ситуации кои што може да бидат и животно загрозувачки. Една ваква програма сметам дека дава сигурност на семејствата, дава една спокојност, да знаеме дека некој се грижи за нашите лица, стари без разлика дека тие живеат сами, некогаш и по свој избор. Посебен транспорт некако е програма која што паралелно се развиваше со Итно копче, бидејќи Црвен крст на град Скопје има посебни возила кои што зборуваме се како медицински големи возила во кои што може да влезе може да влезе носилка во која што лицето може да се транспортира, може да влезе и количка, доколку лицата кои што треба да се транспортираат се, да речам, во непокретна состојба. Овој проект се развива и се работи само во Црвен крст на град Скопје, значи во градот Скопје, но повторно ќе речам дека некои други општински организации се заинтересирани за истиот овој процес. Ова се работи по принципот прв јавен, првија добива услугата, што значи дека секој граѓанин кој што се наоѓа во таа категорија лица во трето доба може да се пријави за да ја добие услугата, што подразбира дека таа и финансиски се наплаќа од корисниците кои што имаат потреба да еден ваков транспорт. Она што е позитивно и она што е добро, дека одредени локални самоуправи, пред се во градот Скопје, како на пример Кисела вода, Центар, Карпош, Ѓорче Петов и Карпош и Газибава на своите граѓани, значи бесплатно им обезбедуваат оваа услуга, што значи дека доколку сте лице во трето доба и имате над 62, односно 4 години, 6 пати во текот на годината имате право бесплатно да ја користите оваа услуга. И голем број од граѓаните секако дека се јавуваат, бидејќи често пати имаат потреба да се транспортира лицето, да се направи некоја снимка, да се направи некаква интервенција. Значи екипата доаѓа, го зима лицето, потоа лицето значи се носи на локацијата каде што е потребно, по одредено време тоа се превземе назад, се враќа дома или, да речам, после интервенцијата утре и така натака. Навистина има голем интерес бидејќи им го олеснува животот на граѓаните, особено оние кои што услугата е бесплатна, дури на оние кои што треба да платат бидејќи не влагат во овие општини каде што веќе е бесплатно, сумата е многу помала, да речем, и символична во однос на се она што друго значи пазарот на конкуренцијата во нашиот град. Граѓаните може да се јават 24 часа во текот на целата недела на бројот 15 330. Тоа е всушност бројот во нашиот контакт центар, каде што операторот кој што го превзима позивот има одредена процедура која што треба да ја следи, адреса, каква е потешкотијата, за што се работи, кога е закажен прегледот и така натака. Тоа е една стандардна процедура која што се прати, која што може да се направи. И секако треба да се јавите неколку дена однапред за да може да влезете во самиот распоред на јавувања. Сите овие информации, да речем, за кои што сега зборуваме, се транспарентно објавено на нашата веб страна, која што е ckgs.org.mk, каде што всушност постои и ценовник, и тарифник во однос на местото, локацијата на живење и сите работи се навистина лесно достапни и транспарентни за секој оној кој што бара информацијата. Ова исто така една важна програма, би кажала, која што изминатите години се разви во рамките на Црвениот крст, со поддршка на Министерството за труд и социјална политика. Црвениот крст се наметна тука како лидер заради пред се своите капацитети кои што ги имаме, со кои што располагаме во сите општински организации, но и заради квалитетот на обуката која што ја нудиме. Таа трае неколку месеци и она што е важно дека голем број од луѓето кои што ќе поминат обуката остануваат да работат во Црвениот крст, што значи дека стануваат или негователи или лични асистенти на лицата кои што и текако барат една ваква поддршка. Неколку пати во текот на годината се одржуваат овие обуки, каде што лицата се обучени во делот на првата помош, грижата на корисникот, дисеминација, начинот на однесување, етичкиот кодекс и се она друго што подразбира наши услови, да речам, на тоа како ние ги правиме нештата. Важно е да се каже дека имат овие програми координатори кои што ја пратат задоволството, да речам, на самите корисници и на нивното семејство, што значи дека на некој начин се превенираат сите оние работи
работи кои што може да бидат како негативни во едно семејство и се бара најдобриот начин како да се направи спојување меѓу корисникот и семејството во однос на потребите кои што ги има, во однос на часовите кои што се препишани и всушност што е тоа што му треба на самиот корисник. Црвениот крст со својата мисија, која што е всушност ублажување на страдањата на ранливо население, нуди една широка палета на активности кои што ние ги нудиме преку нашите општински организации до сите граѓани. Таа помош може да биде, да речам, преку обуки за негуватели, помагатели, потоа дистрибуција на облека на лица кои што се во социјален ризик, или да речем дистрибуција на храна, или да речем некои медикаменти кои што се потребни. Постојат посебни тимови за проценка во сите општински организации кои што зависност од самата потреба, ранливост или катастрофата, да речем, ја прави проценката што е тоа потребно на тие луѓе и на кој начин таа состојба може да се ублажи. Например, ако ги споменеме бездомниците, кои што во градот Скопје ги има повеќе од 200 кои што се регистрирани, постои цел еден тим на координатори, кои што се социјални работници, медицински лица кои што ги ублажуваат нивните страдања, а го добиваат се она што всушност нив им е потребно. Како например можност да добијам да се избањам, значи да се задоволат оние хигиенски потреби кои што јас ги имам, или да речам облека, или можност за интеграција, добивање на работа, вадење на документи, се она што подразбира дека сум дел од еден систем кој што постои во нашата држава. Но, покрај се ова, секако тоа подразбира добивање на храна, поддршка, медикаменти, за да се едноставно ублажи ранливоста кај овие граѓани. Така да постојат различни нивоа, различити начини, различни програми кои што ние им ги нудиме на граѓаните, зависно од тоа каква е нивната потреба. На самиот почеток ја споменав и ПХВ програмата, која што работи со млади луѓе, но често пати овие корисници се дел и од тие мали проекти кои што ги заработуваат, да речем, учениците. Тоа подразбира дека често пати тие обезбедуваат медикаменти за некој социјално загрозено семејство, или можеби прават реизградба на купатило доколку го немаат, или да речем реновираат кровови, санираат, да речем некои основни услови кои што граѓаните ги немаат бидејќи живеат во некои субстандардни услови. Така да постојат посебни програми, но некои програми се преклопуваат во интерес на нашите граѓани. Црвениот крст на Македонија е единствена организација во нашата земја која што со одлука на нашата држава ги организира крвотелските акции, а го правиме сето тоа во соработка со Институтот за трансфузиона медицина, кој што како институт е задолжена за собирање, да речем, и понатака преработка на крвните продукти, за разлика од Црвениот крст кој што ги прави акциите, промоцијата, мотивацијата, повикување на граѓаните да бидат дел од сево ова. На годишно ниво некаде околу 53.000 единици се собира крв, што е сосема доволно за потребите кои што ги имаме во нашата земја. И повторно акциите се прават на едногодишно ниво, значи има годишен календар на организирање на крвителските акции кои што ја покрива целата држава, бидејќи како што кажав, ние имаме 33 локални канцеларии и сите они се вклучени, да речам, во крвителските акции. Бевме активни за цело време, дури би кажала и за време на ковидот немавме застој со крвителските акции и често пати правиме семинари, работилници за мотивација на крводарители, за нивните семејства, оти често пати се случува и семено дарување крв. Родителите, односно децата, ги гледат своите родители како позитивни примери и продолжуваат, да речем, да даруваат крв. Така да едукациите се постојани, често пати правиме засилени акции, особено во летниот период, бидејќи луѓето се на одмори, годишни, не се во земјата и доколку е потребно, тогаш организираме некои дополнителни акции. Инаку во текот на целата година навистина се е непречено и можам да кажам дека нашите граѓани се навистина хумани и често пати се одзиваат на акциите кои што ги реализираме во текот на годината. Нажалост можам да кажам дека тоа беше најголемата трагедија која што погоди нашата земја. Црвениот крст беше вклучен во многу катастрофи, не само во нашата земја, туку и во регионот, во соседството, по принципот соседот прв помага.
Тука би ги спомнала секако и Босна и Херцеговина, и Србија, поплавите, потоа земјотресот во Турција и често пати нашите граѓани даваат солидарна помош, да речам, во овие ситуации, во кризи, катастрофи. Но тоа што се случи во Кочани, навистина сите многу не допре, не погоди, дури во одредени ситуации како да бевме изблокирани сите во делот на поддршката која што требаше да се пружи. Но немаше многу простор за размислување. Црвениот крст беше истата ноќ на терен, бидејќи во Кочани имаме локална канцеларија, каде што секретарот заедно со тимот и волонтерите беа организирани во самото извлекување, да речам, на повредените, а потоа и во утредната дистрибуција на пакети храна, потоа дистрибуција на се што беше потребно во самата болница, душеци, постелнини, транспорт кој што беше користен од страна на посебниот транспорт во Црвен крст на град Скопје, за да лицата може да бидат транспортирани за цело време во двата правци. Голем број од нашите волонтери беа вклучени и професионалците во целата оваа ситуација. Но брзо, после 2-3 дена се организиравме и ги вклучивме останатите општински организации, бидејќи тоа за Црвен крст Кочани беше многу тешко и потресно, бидејќи се работи за нивните граѓани, за нивни соученици, за нивни другари, и сметам дека зема навистина една голема тежина во целиот тој процес во делот на помагање. На жалост, Црвениот крст беше инволвиран од страна на државата и во самите организирање на самиот процес на погребување, што подразбира дека дадовме поддршка и во тој дел, што подразбира и поддршка во делот на нашето појавување и давање на психосоцијална поддршка, но и поддршка во делот на првата помош на самиот настан. Кога веќе ја споменав психосоцијалната поддршка, во соработка со Министерство за образование, значи Црвениот крст преку својот центар за ментално здравје, значи започна со давање на вакви работилници и психосоцијална поддршка на учениците, и тоа е нешто што оди се уште и нешто што секако дека ќе продолжи додека има потреба за истото. Поддршката беше и на различни други нивоа, значи државата, односно владата рече дека телефонските броеви преку кои што ќе бидат донациите, значи одеа преку Црвениот крст, граѓаните повторно многу донираа и тие пари значи беа дистрибуирани за нашите граѓани во неколку етапи, се со цел да се ублажат, да речам, нивните страдања и да се олесни, да речам, животот на сите оние кои што преживеа, на кои што и како им е потребна грижа и нега и понатака. Тимот за одговор при катастрофи е тим, една единица која што е направена од неколку тимови. Тоа се тимови за познавање на првата помош, тимови за логистика, тимови за безбедност на вода, кои што во одредена ситуација, кога побарува ситуацијата, се здружуваат се со цел да се задоволат потребите кои што ги имаме на терен. Безбедност на вода подразбира дека ние како организација сме лиценцирани да ги спроведуваме сите оние курсеви кои што се случуваат за сертифицирање на лица кои што сакаат да бидат спасители. Во Црвен крст Охрид значи се случува лиценцирање на спасители на отворени води, а во Скопје на затворени води, бидејќи ги покриваме сите оние затворени базени, аквапаркови и се друго што значи безбедност на нашите капачи. Во делот на безбедностна планина можам да кажам дека Скопје како град ја има водно планината, што навистина многу дел од граѓаните ја користат, уживаат, особено во текот на летниот период, но тоа значи дека истата треба да биде безбедна, така да имаме наша спасителна станица која што функционира на водно, каде што всушност волонтери во текот на сабота, недела и секој национален празник се таму од некои си 8 часот сабајле до 17-18, доколку всушност има и граѓани и доколку се јави некоја потреба од некоја ситуација каде што треба да се покаже првата помош, тие се први кои што реагираат на терен и даваат поддршка на нашите граѓани. Често пати овој тимот е ангажирани за обезбедување на различни настани, како што е, например, како што се Визер трката, која што се случува, маратонот, каде што повеќе од 60 до 80 волонтери, лекари, парамедици обезбедуваат целиот настан за да помине сето тоа како што треба. Таа ја споменав како една од најголемите, но се друго што се организира во градот Скопје тие даваат поддршка. Во летниот период како тие ги ангажираме, бидејќи станува збор за топлотен брад, кој што често пати се случува во Скопје. Нашите волонтери може да ги видиме на улиците на градот Скопје како патролираат, како дистрибуираат вода со униформа, со знакот на Црвениот крст. Често пати им пристапуваат на граѓаните, особено ние во трето доба, кои што од одредени причини излегле, мора да бидат на улица, да им измерат притисок или да ги транспортираат до одредена болница, но често пати делиме и флаери, се со цел да бидат информирани кога е добро да се излегувам, кога
кога не е добро да излегувам, како да ја пијам хроничната терапија, кога да се јавам на лекари и така натака. Во текот на летниот период они се ангажирани за поддршка за бездомниците, бидејќи активностите ги комбинираме и волонтерите, да речам, ги ставаме во различни активности, во различни контексти. Често пати во текот на летниот период тие патрулираат низ улиците, токму најавување на граѓаните доколку се појави некој бездомно лице кој што е во состојба во кој што не може самиот да функционира, па е потребно да се префрли, да речем, во пунктот за бездомници, кој што понекогаш работи како центар во кој што во текот на зимскиот и летниот бран тие стануваат како прифатилиште каде што истите може да бидат згрижени од одреден временски период, се со цел да се стабилизира нивната ситуација до наоѓање на некој решение трајно во самата држава и во системот кој што функционира. Така да активности има и во текот на летниот период и кај младите, но и во тимот на катастрофи, се со цел да дадеме една поддршка за безбедно и добро лето на нашите граѓани. Сметам дека е важно да се волонтира, дека луѓето на тој начин излегуваат од комфортна зона во која што се наоѓаат, прават нешто добро за својата заедница и чувствуваат дека допринесуваат за градење на тие сплотени кохерентни заедници, бидејќи кога ќе се случи катастрофа веќе нема да имаме време за подготовки, туку тогаш веќе треба да се дејствува. Младите луѓе кои што волонтираат, тие се поразличити, тие знаат полесно да се презентираат, добиваат можности да патуваат, да се здружуваат со некои други, да речем, млади луѓе, да себе се истражуваат, да станат некоја подобра верзија од самите себе си, а ние како Црвен крст имаме одговорност сите тие млади луѓе да ги направиме млади амбасадори кои што ќе го представуваат не само Црвениот крст, туку и на нашата земја.